Водоводниот систем на Штип е во распаѓање и треба негова итна замена. Дефекти има многу често, граѓаните трпат, а јавното предпријатие ИСР има премногу работа и големи трошоци. Изјави градоначалникот Иван Јорданов, што при тоа понуди и решение. Долгогодишниот проблем кој што го имаме со застарената водоводна мрежа, која што е постара повеќе од 50 години, дефинитивно може да се надмине со искористување на средствата од самопридонесот, со дополнително кофинансирање од страна на општина Штип и со изнаоѓање на дополнителни извори за реконструкција и замена на главните водоводни линии кои што ги имаме на територија на општина Штип, со поставување на дополнителни вентили и решенија со кои што ќе се практично изолираат сите улици при евентуални дефекти на водоводната мрежа, за да не мора целото население да биде изложено на одредени дефекти кои што се случуваат на водоводната мрежа. Станува збор за 1 милион евра кои пред 40 години по основа на самопридонес беа собрани за изградба на брана на река Отиња. Средствата губат од вредност, од година во година имаат се помала вредност заради присуството на инфлација. Ако 1 милион евра пред 30 години имале една вредност и употребна можност, денес имаат многу помала и затоа сметам дека граѓаните без разлика на политичката, религиската припадност имаат еден исти проблем кој што дефинитивно мораме да го надминеме. Ова е една одлична можност да на непосредни избори има дополнително прашање во Штип со кое што ќе се практично реши долгогодишниот проблем. Како што напоменав пред малку, ние како локална самоуправа ќе се вклучиме во кофинансирање за да можеме да целосно ја реконструираме мрежата на територија на општина Штип. Она кое што е наша цел е да ги рационализираме трошоците при распишување на трет обид, на трет референдум, затоа што, како што напоменавме во минатото, целта е при непосредни избори да граѓаните на Штип бидат запрашени со дополнително прашање дали се за искористување на средствата од самопридонесот за промена на застарената водоводна мрежа. Согласно терминот кој што ќе се дефинира за парламентарните избори, во периодот кој што следи, ќе разговараме со Советот на општина Штип, со советниците, да се донесе одлука за распишување и одржување на референдум на денот на изборите, за да не се прават дополнителни трошоци за избирачки комисии и за кампања, да можат граѓаните, освен за гласање за изборите, да одлучат дали се за искористување на средствата од самопридонесот. Предлогот на Јорданов за овој проблем да се реши не е нов, но за оваа постапка да се спроведе потребна е одлука на Советот, но и најважното согласност на граѓаните. Редно време оти одамна. Мора да некој да се смене. Па пошто е таа стара линија многу години, мислам дека треба да се смене, да пиеме подобра вода. Ово е преседан што го пиеме. Тоа е болести се пуниме, а веќе треба таа линија кој ќе се смени и ќе биде подобро за народот, за подобра пивка вода. Дали и колку брзо сето ова е можно да се изведе е прашање, бидејќи други решенија во моментов Штип нема. Со сегашниот буџет, замената на хаварисаната водоводна мрежа би траела толку долго што трпението ќе го изгубат сите. Досега за пренамена на овие пари имаше 2, но неуспешни референдумски обиди.